Гужва во центрите за вработување, стечајците се надеваат на втора надеж за државна помош. По законските измени во така наречениот стечаен закон, од денес почна повторното пријавување за добивање стечаен надоместок. Поднесено не сме добили. Сега по втор пат барне ќе поднесеме, ќе видиме што ќе кажат. Дали ќе не следува или не. Некои овој пат го минуваат по втори или трет пат, но досега не добиле ништо. Има некои луѓе што земат по 12-13 години под заводо, а јас още година и пол за до пензија немам. Ја мислам тоа не е реално. Треба да се пријавам да аплицирам за тие стечените работници што ако да там по колку по 6 и 500 ли, ама ако да, тако не да, живи здрави, што се? Само во Штип се очекува барање за стечаен надоместок да поднесат околу 300 лица. Целокупната документација ќе биде разгледана од страна на Центарот за вработување и по доставување на новите списоци веќе од владата, односно преку Централниот депозитар за хартија од вредност и Централниот регистар, ќе се достави списоци на предпријатија кои што се со доминантна сопственост на државата, а кои што се понатаму приватизирани. Така да, по добивањето на целокупната документација и разгледувањето на истата, ќе пристапиме кон изготвување и на соодветни решенија. До сега позитивни решенија во Штип добија 204 стечени работници, а со измените на законот се очекува нивниот број да се зголеми двојно. На ниво на држава претпоставка е дека околу 5000 стечајци ќе бидат згрижени до пензионирање или ново вработување.